Здраво на сите, јас сум Бисера од Стартап Клуб Скопје и добре дојавте во Фрилансерска дружба. Подкаст во кој го откриваме животот на модерните професионалци без канцеларија. Генерален спонзор на овој подкаст е Прокрај банка, банка која го разбира фриленс животот. Ти имаат посебен фриленс пакет за да ги решат сите ваши банкарски потреби. Сега уживајте и гледајте епизодата. Здраво, дечки, и добро дојавте во четвртата епизода од Фриленсерска дружба. Јас сум Бисера и денеска чест и задоволство ми е да разговарам со успешен фриленсер и предприемач. После 4 годишно активна работа на фриленс, он денеска работи B2B SaaS компании кои им помага да го растат прометот преку органски лидс и SEO стратегии. Денеска со нас го имаме Милан Савов. Здраво, Милан, како си? Здраво, Бисера, супер сум и ви благодарам на поканата. Нема на што, мене ми е многу драго денеска што си тука да разговараме, да знаеме повеќе инсайдер искуство од околу твојот фриленсерски живот, како се пренасочи кон предприемништво и едноставно за тебе повеќе да знаеме. Супер. Ке ми биде чест да споделам се што до сега имам поминато и како фриленсер и во предприемништво, како ја основа SmartClick. Како си денеска? Супер. Многу ми е мило и благодарам уште на што дојде до Скопје до тука да си кај нас во студио. Јас секогаш почвам со ова прашање, бидејќи јас моментално сум во таа позиција и ме интересира со другите фриленсери што биле, како ти помилеле твоите факултетски денови? Супер прашање, ќе ме навратиш малку назад. Па факултет, јас студирав во Битола на технички факултет, информатика, смер информатика, периодот 2006 до 2009 година. Имавме интересни предмети, интересни искуства, дружба со другите колеги, студенти. Таму прв пат се запознав со програмирање. Прв пат не беше баш прв пат и претходно имав некои како основни предмети од средна школа, но таму повеќе навлегов во таа проблематика што подоцна па ја усовршив повеќе и така уствари се вработив како програмер, па потоа фриленсер на истата струка. Дали сметаш дека факултетот те подготви повеќе кон практично, дали те подготви кон фриленсерскиот живот или па за воиднина што ќе следи како работа? Факултетот е добра основа за да запознаеш нови луѓе, да конкретно како студент во друг град кој што не си нели дома, пак имаш некој нов начин на живот, почнеш повеќе самостално уште од возраст на 18 години. Од аспект на технички работи во тоа време не, бидејќи повеќе беше теорија. Че имавме предмети програмирање кои што се пишуваше на еден начин на лист. И повеќето предмети беа теоретски. Додека веќе кога се впушташ во работни односи, како вработување или кога се усовршуваш со некој програмски јазик, тогаш започнува целата пракса и истражуваш што се всушност се крие позади тие кодови. Дефинитивно. Која ти беше твојата прва вака работа? Дали била сред факултетски денови, после факултетските денови, првото работно искуство? Најпрво почнав, ако се сеќавате, имаше еден период на компјутер за секое дете како проект на владата, мислам беше, и работев како една фирма од компанија ги монтираше компјутерите низ училиштето. Јас помагав во тоа, значи во монтажата на компјутери. Баш интересна прва работа. Да. Па после тоа имав како пракса во една компанија во Струмица, неколку месеци за време на летото, и дури веќе кога завршив факултет се вработив како програмер во приватна фирма и во исто време држев едни обуки пак преку АВРМ на луѓе кои што требаше да се стекнат со компјутерска писменост. Тие беа едни почетоци. Да, баш интересно.
тука знам дека после работата во приватна фирма ти влегуваш во тие фриленцерски води, да ги наречеме. Дали пред тоа си размислувал ти за фриленцерство, како го пронајде твојот чекор, како дозна ти за фриленцерство и дали очекуваше дека тако нешто ќе работиш? Порано не знае воопшто што значи фриленсер. Кога завршив факултет, како и сите, баравме работа. Сите, да не ги анализирам, повеќето. Имав тежок процес да ја најдам првата работа и првата шанса. Во тогашно време не беа толку отворени фирмите за практиканти. Значи јас сум аплицирал на стотици огласи за да почнем пракса. И скоро сите бара искуство, а ти немаш никакво искуство да понудиш. Па така почнав сам да изучувам некои си работи како PHP, JavaScript, што во тогашно време беа многу во ненапредна фаза отколку што е сега. За фриленсинг слушнав, мислам дека 2012-13 со другари муабети, некој пробал Upwork, тогаш беше Odesk. Така научив за платформата, креирав акаунт, но акаунтот си стоеше на пауза. И прв пат некаде 2014 уствари пак се активирав, почнав да испитувам што и како е како да најдеш работа од таму. И баш тој период ми се случуваше транзицијата кога прекинав со работен однос во компанијата кај што работев, па продолжив full-time фриленс. Дали има некои работи, пример, што ти помогна од претходните работи кај што си бил вработен, дали ти помогна во оваа транзиција со фриленсерство, дали некои совети, некој искуство што си го стекнал во компаниите, што ти помогнале со фриленсерство? Па најмногу техничкото искуство и работа на практични проекти. Ако не беа проектите на кои што сум учествувал за време на работниот однос во претходната компанија, сигурно немаше ниту да можем да аплицирам на проекти како фриленсер. Да. Тоа беше нешто што без тоа фактички ги имаш вештините кои што ти требаат за да најдеш некаква прва работа. Да си изградиш сам као себе. И дефинитивно, иако сме денеска тука на подкастов за фриленсери, ја лично сметам дека убав е тој момент првично да си има тој пуш од некој друг, па за можеш после полесно сам на себе да знаеш како треба да работиш, каде треба повеќе да се фокусираш. И мислам дека такви моменти се многу битни и интересни. Да, дефинитивно. Како ти беше процесот на креирање на твојот Upwork профил и стигање до тој прв клиент? Дали имаше покрај проектите излеа од првата работа, имаше нешто како во портфолио да се стави, како го изгради тој профил? Дека ви кажа дека профилот ти бил на стоење неколку години? Да, значи првично јас сега кога почнав се навраќам како ствари стигнав и до таа прва работа, ги бев поставил некои проекти кои што ги имав работено за компанијата кај што работев. Тоа секако со дозвола на самата компанија. Да, бидејќи сепак беше дел од нешто што го креиравме заедно, но пак беше нешто на кое што сум учествувал со голем процент. И тие беа некои проекти како почетно портфолио. Додатно на тоа беше оптимизацијата на самиот профил, како да изгледа, бидејќи имаш конкуренција од многу други луѓе кои што работат слични или исти нешта и се нудат на истиот пазар. Целиот тој процес го поминав. Самиот Upwork имаше и се уште има многу добри насоки како да оптимизираш профил, како да аплицираш. Значи сите тие документации јас ги читав и ги имплементирав. Како што читав, така правев некоја промена, пример дали во самиот опис на мојот профил, дали во насловот, дали во секоја наредна апликација. Така да тоа е процес што и до ден денес, значи кој да работи повеќе време, мора да има момент кога ќе направиш некаква промена на описот за да си конкурентен на самиот срч на Upwork. Па самиот момент со време со нови проекти, самиот човек расте, нови вештини стекнува, дефинитивно цело време треба да има обновување. Али дали сметаш дека порано бил помалце конкурентен пазарот на Upwork во споредба со денеска, посебно после COVID, дека
повеќе луѓе дозна за фриленцерство, влегува во тие води. Upwork како што знаеме број 1 најкористена платформа за фриленцерство, сите директно таму отидоа. Да бидам искрен, јас долго време не сум како активен таму, не знам каква е сега конкуренцијата. Верувам дека ако тогаш е имало, сега нели бројот на платформата на корисници е сигурно многу зголемен, но конкуренцијата секогаш постои. Идејата е како да најдеме начин ние да се издвоиме од другите. Тоа можеме да го направиме така што, например, јас конкретно експериментирав, јас креирав работа за позиција која што јас сакав да аплицирам. И ми доаѓа други апликации, гледав како луѓето размислуваат кога аплицираат. И сега ќе воочиш како патерн кој се повторува, значи 99% аплицираат на ист начин. Имат некој си cover letter, некоја апликацијска форма, ја користат неа и само ги пуштаат на сите можни работи без разлика да прочитат што точно има во описот на таа работа. Да. Кога го сватив дека ако направам нешто поразлично, ќе имам поголема шанса да добијам одговор. Не значи дека ќе го добиеш, но кога доволно пати ќе аплицираш, сигурно ќе има некој кој што ќе примети разликата. Сега најчесто тоа го правя со некаков тип на персонализирана порака во самото аплицирање. Ако гледам дека бара конкретно некаков сајт со веќе знае што сака одредени фичерс, конкретно пишував за нив и како јас на некој друг проект сум ги направил сличните работи. И веќе со тоа ти си ја зголемуваш, што се издвојуваш од самата конкуренција. Значи не си ист како сите, cover апликацијата ти се издвојува од сите и респонс од самиот клиент е многу поголем за да те покане на интервју. Уште еден пример би можел да ти кажам. Значи кога има апликација кои што јасно знаат што сакаат, можеш да им припремиш демо или некоја мини верзија од тоа што ти можеш да го понудиш, бидејќи тоа сигурно нема да го направат пак 99%, бидејќи е екстра време кој што ние треба да го дадеме однапред за да добиеме некаква вредност. Со тоа многу се согласувам како gift to get. Значи прво мора да дадеш нешто за да ти се врати од другата страна. Ако си спремен да го дадеш тој екстра чекор однапред, без да очекуваш да бидеш вработен од човекот, ќе имаш шансата да добиеш на крај некаква работа и како фриленсер и било што општо во живот. Ќе видат желбата за работа, дека си посветен, дека стварно те интересира тоа што правиш за нив или па конкретно ако збориме за сајт, за конкретно за нивната фирма. Да. Како стигна до првиот клиент? Како беше тоа чувство првиот клиент кој ќе се како фриленсер самостоен кој ќе се добие? Па искрено на многу апликации пак аплицирав додека да добиам прв одговор и како да кажем, беше предизвик. Значи сега си свесен дека нештото што сакаш да го правиш уствари функционира, бидејќи пред тоа, иако јас бев на платформата, немав како представаш каков точен бенефит можеш да добиеш. Секако е возбудливо и е шанса што треба да искористиш, бидејќи ако првата, втората ги пропуштиш, понатаму ќе ти биде многу потешко, што од сам старт ако добиеш оценки кои што се не добри за твојот профил, бидејќи таму градиме репутација за нас. Дефинитивно, мислам Upwork пак тој момент на оценување, на бодување најзначен. Еве денеска ги има тие топ рейтед на Upwork 0,3, 1% кога се движат. Што многу убаво дека имаме многу од Македонија, имаме неколку фриленсери во Македонија што се тие топ 0,5% за успешни на Upwork, затоа тоа кој еден big win за фриленсерската заедница тука. Дали се соочил со некои на подкастов сакаме да ги наречеме проблематични клиенти или па некој, како си се снашол со нив, како? Па искрено не сум имал некој си предизвик за време на, мислам дека над 150 клиенти секако ги имам сработено за време на фриленсингот, кои што дел од нив сега и се клиенти на компанијата. Не сум се соочил со некој да, сега не знам што точно мислиш на проблематичен клиент, но еве, например, некој да не сака да плати, самата платформа те штити од тоа.
Имало клиенти кои што покрај иницијалните побарувања ќе знаат да побарат уште нешто. И сега пак зависно колку е големо тоа нешто. Ако успееш да се договориш дека тоа што го бара е надвор од првичниот договор, е окей. Ќе си направите нов договор. Ако веќе приметиш дека нон-стоп му се случува да бара нешто, а не сака да плати, веќе со време ќе пак си имаш сигнали на кои што можеш да реагираш. Да. Но не сум имал некој проблем што би можел да кажем дека се одразило негативно. Тоа баш убаво, а и многу интересен моментот дека уствари некои тие клиенти сега ви се на SmartClick се уште. Тоа е баш предобро за таа градење на лојалност помеѓу работодавач и клиент. Преинтересно. Можеме тука да поминеме малце кон твојот личен живот. Знам дека имаш дете и жена, да ги поздравиме. Огромен поздрав до нив. Како се снаоѓаше во тие, пример, фриленцерски денови? Колку е битна поддршката од партнерот во тие моменти? Знам дека фриленцерство не е стереотипично 9 to 5 job, дека цело време се троши време на нив. Како ти личеше еден ден тогаш? Да, кога разговарам со некој, тоест кога разговарав порано, сите мислеа дека ти си фриленсер, правиш што сакаш, кога сакаш. Знаеш, перцепцијата од другата страна не е баш иста, или ќе кажете ти си работиш од дома, или лесно ти е. Беше предизвик, бидејќи најпрво кога јас почнав си во иста соба испиеш и работиш. Тоа е нешто што не би го препорачал на никој, бидејќи не можеш да разделиш приватност и работа. Друго нешто што ме праша е поддршката. Многу е важна и мојата сопруга исто работеше фриленс и често, тогаш бевме сами, немавме деца. Често се случуваше да одиме на одмор, на зимување, каде и да сме со лаптопи. Значи, бидејќи си обврзан на клиентот да му доставиш и него не го интересира ти кај си, сака резултат на крајот на денот да покажеш. Или кога си на договор кај што мора, например, 40 сати неделно ти да имаш продуктивни. Нема тука пауза или што и да е, туку ти мора на крај на неделата да си ја исполни нормата што имаш. Така да буквално секаде бевме со компјутери и не беше баш. Пак не можеш да разграничиш дали си на одмор, дали си на работа. Да. Значи ова е голем предизвик што од сегашна гледна точка не е едноставно, а тогаш ми е било нормално дека окей, пак ќе завршам и ќе одморам, но немаш разграничено ништо ствари што сакаш да правиш. Кој ти е најголем вака како совет за некој што го поминал тоа, за како да го менаџираш тој personal life и work life балансот, како да се направи? Некаде не беше баш на почеток, ама може после една година. Јас со едни пријатели од Струмица, кои што исто така работеа фриленс, си земавме под закуп заедничка канцеларија. Така да на еден начин си одредив кој период јас ќе работам. И ако на почеток пак дури ја направиш таа транзиција, не си 100% посветен дека само тие сати ќе работиш, ама пак е чекор кој што ќе ти помогне да разграничиш што ти е работа, што ти е приватност. Така да тоа е едно нешто и да имаш намера да го почитуваш тоа. Бидејќи може и да имаш канцеларија, па пак секаде да си со цел ден у канцеларија да го поминеш. Да. Кои ти се вака најголеми совети за фриленцери, посебно пример како кон исплата, како да си ја одредат нивната сума и нивната вредност? Дали сметаше како напорок што дава обично 5 евра од саат, 10 евра од саат, да си ја намалат својата вредност за да го добијат тој прв клиент е подобро, или па стварно да се вреднуваат нивната работа и да дават нека повисока цена? Ќе го поделам ова прашање на два, бидејќи начинот на кој што размислав кога почнав и сега е целосно различен.
Од сегашна гледна точка цената ја поставувам колку јас се вреднувам сами од себе. Исто и за агенцијата. Значи, јас и тимот знам колку вредиме и на тој начин оформувам цена и таа е цената која што ние за нашата услуга. Сега, кога прв пат почнав со фриленс, тогашниот начин на размислување ми беше поинаков. Мислев дека ако дадам пониско, ќе ја добијам работата. Да. И најчесто не значи дека е точно. Од другата страна имаш предприемачи кои што доаѓаат на Upwork и некои барат поевтино, ама не сите. Значи има предприемач кој што кога ќе види дека некој фриленсер е ефтин и дека работи за $5 на сат, дека нема искуство или ќе се учи на твојот проект. Значи од сам старт ќе те дисквалификува од неговиот потенцијален избор. Така да мој совет е, ако стварно вредиш, пак си се проценели сам себе, има не е да не вредиш, туку можеби во тој момент ги немаш доволните вештини за да се наплатиш многу поскапо. Друго нешто што пак е важно е, не се ориентирајте на конкуренцијата. Ако најдеш начин да се издвоиш од другите, за примерите што ги кажав предходно, на крајот цената можеби и да не е никаков фактор за да бидеш ангажиран конкретно за таа работа. Бидејќи ти од сам старт, ако му дадеш демо, ако му дадеш некаков прототип на тоа што го бара. Сега разговарам како прототип за веб. Конкретно во целиот фриленсинг има многу други гранки кои што не сум релевантен да ги покрием, но секој може да најде нешто што може да го даде однапред и на тој начин, ако јас видам еве сега од страна на предприемач, ако имам оглас на Upwork за нешто и видам дека некој фриленсер ми аплицира конкретно со некакво решение од тоа што јас го барам, јас нема ни да барам други. Да. Така да, од другата страна имате луѓе кои што сепак бараат вредност пред се. На крајот цената мислам дека нема кој знае каков фактор. Да, некој веќе ако одлучил да плати за некоја ваква услуга, дефинитивно ако види некој што е мотивиран, посветен конкретно за мене и за мојата фирма, за мојата веб страна, стварно не сметам дека ќе им пречи толку многу цената. Да. Тоа е... Еве, конкретно, еден клиент со кој што работиме долго, сам ми пише, вика, ако работите кои што сега ги работиме, има еден дел од проектот кај што е вклучен тој повеќе и треба да даде фидбек, да комуницира со тимот, подобро да делегира. Ми вика, ако сакаш, качи ми ја дупло цената, што не е ефтина и сегашната, ама да се тргнам целосно. Значи од аспект на предприемач, исто јас сакам време, сакам брзина. Кога некој ќе ми даде брзина, квалитет и ќе ми го скрати моето време да се вклучам, ќе платам колку и да треба. Дефинитивно. И сега, ако ти како фриленсер можеш на некој предприемач да му помогнеш во заштита на неговото време, што е најважно, да му доставиш квалитетен сајт или било каква работа за брзо време, тогаш нема шанси да биде пречка цената која што ќе ја поставиш, дали е како сатница или како фиксна цена. Баш така. И сега да дојме до многу интересниот дел, а тоа е како стигна до одлуката дека ти ќе станеш предприемач, како почна се со SmartClick? Во еден момент, дури работев како фриленс, почувствував како дека сум сам на патеката. Да, јас бев дел од како други агенции, како други тимови, но се беше краткотрајно. Ќе ме ангажира, пример, некој за проект, ќе заврши сајтот и со тој клиент може и никогаш повеќе да не се слушнеш или ќе имаш некаква комуникација. Имав исто соработки со агенции. Тие ми беа и меѓу првите кои што во еден момент ми се катапултира на еден начин проектот, бидејќи имав повеќе проекти преку иста агенција и ќе ми остават едно ревју, второ ревју и веќе ти расти профилот. Но во еден момент сакав да имам тим со кој што заедно нешто ќе градиме нешто повеќе. Таа беше првата идеја и мислам дека уште тогаш започна како идеја да се раѓа, да имам своја компанија. Подоцна со самото присуство на Upwork, покрај тоа што си фриленс и што работиш како техничко лице, како лице што прави вебсайт во тогашно време, ти мора да најдеш начин да се организираш сам, да имаш организација бидејќи работиш на повеќе проекти, да ги организираш сите, да им дадеш приоритет на некој. Да. Па од друга страна ти се финансиите и приливите, имаш финансии со кои што треба да најдеш начин како да располагаш.
бидејќи има периоди како фриленсер кои што можеби нема да имаш ниту еден проект. Да. Сега тој период треба пак да бидеш истрен, да го издржиш, Да. да имаш резерви. Значи се соочуваш со повеќе вештини и ако добро научиш да менаџираш, да приоритизираш, да планираш, да управуваш со финанси, веќе имаш многу вештини кои што ти Тука ти те помогна. прават компетентен да размислуваш и за нешто повеќе. Пак Да. е и до самата амбиција. Значи не мора да значи дека тоа е правилно. Да. Значи во фриленцерскиот живот највеќе ти фалеше тим. Да. Дефинитивно. Па истото ја мислам дека као фриленцер дека сам работиш и еве ако го имаш тој момент како што го спомна преска во истата соба и спијам и работам, дефинитивно станува монотоно, досадно, а и со многу обврски тешко се постигнува. Да. Како се основаше SmartClick? Како ви дојде таа идеја? Па мислам дека тоа беше сега што го Да. спомнав како еден начин сакав да се исполнам една желба и првично ова сега се сетив. Значи јас работев за една компанија од Данска. Да. И човекот ми каже дека ако сакаш да продолжиме да работиме заедно, треба да имаш фирма, бидејќи полесно му беше да ми плаќа на фирма. Не знам зошто, Да. но ми наметна таков одговор да почнем да си поставам како до фирма. И окей, ја основавме фирмата, па во исто време ми дава повеќе работа отколку што можам да сработам. И му викам, окей, дали си окей ако јас вработам плюс уште еден човек, за да мене ми помага со активностите. Да. И вика, супер, нема проблем. Па се појави уште еден клиент од Данска, каде што и таму беше слична приказната и така фактички тие беа први два клиенти кои што ми даваа доволно работа за да можеме да функционираме. Так, повеќе како тим. Да. Дали тие клиенти се уште со вас? Тие два не. Тие два? Не. Едниот беше стартап, не знам сега што точно прават, а другата беше компанија која што на данските e-commerce продавници им помагаше побрзо да креират сајтови. Имаше нивни системи направено уште во тогашно време и ние ги работевме темплейтите за тие продавници. Имаме еден така да беше стартап. готова процедура, што се точно треба да се прави, точно знаевме ние која е нашата улога. Беше прилично едноставно, но обемот на работа беше доста голем. Да, имаме еден сличен стартап, мислам дека кај нас тука. Таков. Али да преминеме кон едно многу интересно прашање, што мислам дека на многу фриленцери што се размислуваат вака ќе им значи, а тоа е како да се оттргнеш или ти како лично се оттргна од тој фриленс мајндсет или фриленцерско размислување и се пренасочи кон предприемништво, веќе верувам дека не е некоја лесна транзиција. Воопшто не е лесна и лично мене ми требаше доста време да го надминам тој дел, бидејќи како фриленсер цело време размислуваш од страна на технички работи. Како вебсајтот да биде подобар, како самиот код што го пишуваш да биде подобар. И сега кога треба да бидеш предприемач, треба да размислуваш како до нови клиенти, како да се развие бизнисот, како да најдам прави луѓе за позициите кои што ми требаат во тимот. Затоа сум многу благодарен на мојот ментор Александар Кочовски, кој што ми помогна во целата таа транзиција, бидејќи најчесто пред да ги превземеш тие акции има некои си лични верувања кои што те спречуваат. Тоа се дали можам да го оформам тим, дали сум добар за продажба, дали сум добар со луѓе. Така да без претходно да си ги прочистиш тие верувања, да ги промениш дека окей, можам, окей, ќе треба време, нема да е лесно, да бидеш свесен за процесот. Тоа беше една од клучните работи кои што ми помогна да сватам дека сега мора да правам други работи. И друго нешто е самиот идентитет. Како фриленсер се декларираш, да, јас сум програмер. И се додека не се промени твојот идентитет, дека не си веќе програмер, сега си предприемач, пак е голема веројатноста дека секогаш ќе бегаш во комфортната зона која што е, а тоа е да правиш сајтови. Да. Значи, како главно нешто, ова би го издвоил за секој што сака да прави промена во било што, не само од фриленсер во предприемач, бидејќи ако не си го промениме идентитетот и кои сме ние, нема да ги правиме акциите кои што
треба да ги правиме за идентитетот кој што сакаме да бидеме. Многу убаво кажано. Стварно многу убаво кажано. Сега како подлабински го размислив. Тоа е многу интересно, посебно од страна никој кој што почнал фриленсер, далеку не се гледа моментално како предприемач, ама дефинитивно советот се важи за многу работи, не само кон оваа тема, што е многу битно само се излезе од комфорт зоната. Кажи ми, тешко ти беше ти да излезеш од комфорт зоната вака? Секогаш е тешко, бидејќи е нешто што не ти е познато. Да. Значи како фриленсер работиш едни работи, аплицираш напор, добиваш проект, го работиш проектот, И толку. комуницираш со клиентот, даваш извештај Да. за сати, за таскови, што и да е. Како предприемач, твоите улоги се други. Продажба, прво, како до нови клиенти, визијата да ја формираш, вредности на компанијата. Значи, овие се работи кои што како фриленсер не ти се ни познати. И сега кога ќе се соочиш со нив и размислуваш за визија. Океј, што ми е визијата и не знаеш точно, ништо не знаеш Да. како да го решиш тоа. И сега пак е прашање дали ќе бегам назад, пак да си го правам тоа што ми е познато или ќе работам стварно на работите кои што ќе носат компанијата напред. Да. Така да тоа е процес. Еве, мене лично ми требаше помош за тоа и има една изрека кога ученикот е спремен, професорот се појавува и во тоа многу верувам, бидејќи во прав момент веројатно сум бил спремен да го направам тој Да. чекор, па се појави Александар и ми помогна да го поминам тој процес. Иако и дури и со него пак не беше едноставно. Нормално. Се случува со причина. Да. Кажи ни повеќе еве за некој што не знае што е SmartClick, објасни ни што е SmartClick. Што нудите вие? Им помага на B2B SaaS моментално како главен фокус ни се овие компании, им помагаме да го зголемат прометот преку органски посети од Google. Да. Значи тоа го правиме преку SEO стратегија, која што е направена специјално за нив и преку добра оптимизација на нивните вебсајтови, за да може да рангираат високо на Google и со тоа да донесат нови посети кои подоцна ќе прераснат во нивни потенцијални клиенти, па и клиенти. Јас знам дека повеќе работите со странски клиенти. Кажи ми, ова мислам дека најстереотипично прашање, ама која е споредбата од странски клиенти со македонски клиенти? Јас не би направил тука споредба од дали е од странство или од Македонија. Пак е кој на кој ниво е стигнат, како сака да функционира, дали сега кога би зборал за наша соработка со нив, прашање дали компанијата воопшто им треба сервис како нашиот и е фаза во која што самата компанија е стигната. Пример, ние најдобро се вклопуваме кога клиентот од другата страна веќе има некаков разработен маркетинг, троши на реклами, има маркетинг, дали директор, дали некој што ја води стратегијата, има цели и сака се ова да го скалира за и органски да почне да му расте бизнисот, тоест преку органски посети од Google. Ова ни е идеална ситуација, а дали од Македонија или од било каде, воопшто не менува ништо. Едно нешто што сакам да го потенцирам овде е порано кога работев како фриленс, на почетокот ми беше верување дека јас сум од Македонија и јас не сум доволно добар да се споредувам со американци, со скандинавци или било кој, бидејќи таму нели и самите плати се повисоки, а и самите клиенти ти го наметнуваат тоа верување дека ако си од Македонија треба да си поевтин. Значи пак верувајте во себе дека сте добри. И во Македонија има многу квалитетни луѓе и фриленсери и многу пати сме и подобри од другите земји, бидејќи самиот мотив за нешто повеќе, самиот глад не прави да најдеме начин нешто да направиме. Пак е ова прашање нели и на лична самодобрба и на кога станува збор за како да се оформиме цената. Бидејќи ако клиентот од друга страна ни каже ти си од Македонија, јас и во Америка ќе најдам со вакви цени, да не ја изгубиме самодовербата и да спуштиме цена само заради тоа што сме од тука. Ти се има случајно нешто такво? Да. И на почетокот мислев дека окей, се адаптирав на нив, потоа сватив дека не е тоа најдобриот начин да го правам и си поставав цена што јас сакам, ако не му одговара, има уште милион други избори кои што може да ги избере.
Така да бев јасен, окей, ако сметаш дека од Македонија јас не можам да ти доставам квалитет кој што ти го бараш и сакаш да работиме за пониска цена, слободно избери си каде што тебе ти одговара да си ангажираш фриленсер. Драго да ти Време за кафе. Апсолутно. Ти благодарам. Со секој испиено кафе во Стрекја бар и Стрекја Русидер вие го поддржувате Стартап Клуб Скопје, така што следната кафе пауза направете ја токму кај нас. Кажи ми што те потикне да додадеш SEO во твоите услуги? Па, мојот партнер е SEO експерт. Така уствари и ги врзавме двете сервиси. Кога јас работев порано веб девелопмент, веб страни, најчесто добивав дизајн, ја изработував страната и се завршуваше тука. Да. И сега, од сегашна гледна точка, ова нема никаква вредност за бизнисот, ако и јас како фриленсер не ја знам поголемата визија и како подобро да им помогнам на тие собственици да имат сајт кој што потоа нив ќе им значи нешто за бизнисот. Дали ќе биде презентација, дали ќе биде привлекување на посети или што и да е. Но сега го размислувам вака, порано не. А од друга страна па Бране имаше веб сајтови на кои што работеше, кои што не се спремни. И сега ќе дојде ред за да прави техничка анализа на веб сајт и се соочува со еден куп предизвици. Па така свативме дека ако ги понудиме двете работи заедно, клиентот добива веб страна која што е оптимизирана веќе за некакви понатамошни стратегии кои што ќе помогнат на Google. И баш ова го препорачувам на секој што размислува за нов сајт или за да прави редизајн. Без добра подготовка и стратегија зошто уствари ќе ми е тој вебсајт, да воопшто да не почнеме, бидејќи може само да направи уште еден вебсајт и да го нема бизнис импактот кој што треба да го добие од самата страна. Дефинитивно. Како е таа транзиција цело време со тој збор, ама на никој начин не е така. Од 9 ти што си работел како фриленсер сам, сега тој момент да работиш со партнер, да треба да поделите обврски и не само со партнер, после градење на цел тим. Како тој момент ти беше да го прифатиш? После претходниот одговор кој што го дадов за како јас прифатив да промената од фриленсер во предприемништво, ова беше можеби вториот најклучен момент за самиот бизнис. Бидејќи и двајцата доаѓаме од технички позадини. Да. И на почетокот целосно се мешавме со улогите. И јас се впуштав во оперативниот дел, во испорака, во протоколи. Заедно смислувавме како маркетинг ќе правиме, како продажба ќе правиме. И тоа е една од, мислам дека најголемите грешки што ја прават партнери во почетоци на бизниси. Значи немат јасна распредела кој зашто е 100% одговорен. Кога ги направивме нашите поделби дека јас сум одговорен за сектор продажба и маркетинг, Бранко е одговорен за сектор на испорака, на квалитет на сервис, се беше потешко. Сега е веќе многу појасно, бидејќи секој презема 100% одговорен за тоа што е одговорен. И не се мешаме еден со друг во одлуките. Например, јас може да споделам ако нешто одлучам, но нема да ми влијае конечната одлука од него. Може да ми даде мислење, секако дека разговараме, но се додека немаш јасна поделба кој за што е одговорен, што е до мене, што е до него, тешко дека можеш да се развиваш понапред. Да, дефинитивно. Може да се стигне до само момент на burnout, не знам на македонски повеќе како би можел тој збор да се нарече, али ако си оптоварен со сите обврски што се за фирмата и двајцата во исто време, а дефинитивно ако имате различни мислења, тука те сваќам каде што би личело проблематично. Зборување за burnout, дали си осетил некогаш таков момент? Еве конкретно за во фриленсерскиот живот. Да, значи burnout се сведува на повеќе работи. Не е последниот фактор кој што ние мислиме дека е достигнат некој burnout, туку повеќе дали го работиме тоа што го сакаме. Да. Јас верувам дека ако го работиш тоа што го сакаш,
не е важно дали денес 1 час или 10 часа ќе работиш. Така да во таа ситуација не верувам дека може да добиеш бърнаут. Второ нешто е покрај активностите кои што ги имаме, дали си одморен кога работиш, дали се храниш добро, дали има многу фактори за да стигне до бърнаут. И пак верувам дека ако со добра приоритизација на клучните работи, ќе можеш да функционираш многу подобро. Обично не се осеќа бърнаутот на почеток, целка не предоцна, ама дефинитивно права си за тој момент со спиењето, јадењето, со одморен. Види, кај повеќето, кога ќе каже некој бърнаут, например сега водиме тим и ако некој од колегите искомуницира дека доаѓа до процес на прегорување, се обидувам да сватам што се случува. И најчесто сите мислиме дека ако работиме по 8 часа, 7 дена неделно, ќе имаме бърнаут. Ама кога подлабоко ќе сватиш што уствари се случува, најчесто и не е тоа причината. Значи можеби денес петок си бил во ресторан до касно и утре станеш во 8 часот да работиш, нема да си продуктивен. Втор пат го повториш исто, трет пат и веќе ти мислиш дека бърнаут имаш од работата, уствари има многу други фактори кои што допринели за тоа да се случи. Да. Како беше тој еден процес на креирање на тим? Колку членови сте сега од прилика? Моментално сме 12 и некои луѓе се парт-тајм кај нас. Процесот па и тука не е едноставно. Овде за тимот сакам да издвоам нешто дека додека немаш јасни вредности, што уствари цениш кај луѓето и кај клиентите, ќе се менува тимот и нема да знаеш што уствари ти очекуваш од самите нив и дали тие се луѓето кои што ги бараш. Сега кај нас се случи дека кога јасно оформиве која е наша визија, која е наша мисија, кои се наши вредности, се филтрираат луѓето кои што уствари ја следат визијата, ги делат истите вредности. Така да и тоа е процес. Значи не е ништо ниту лошо, ниту добро, ниту има лоши луѓе кои што се биле. Едноставно, дали не е бил моментот, дали не сме делили исти вредности и луѓето си се менуваат низ компанијата. Верувам дека така е во повеќето компании. Сега од пред некое време веќе ние имаме јасна мисија, јасна визија, јасни вредности и со луѓето што комуницираме уште на самото интервју ги кажуваме тие работи транспарентно. И друго нешто важно овде е да имаш јасно да знаеш што сакаш од некој, што тој да очекува и што може тој од тебе да очекува. Да. Кога ова е јасно, пак е со отворена комуникација се друго се решава. Како денеска фриленцерството е посебно кај нас што е по табу тема, се уште ново дојдена после короната, дали на членовите што и дошле за работа и во CV им пишува дека се фриленс, дали им даваш некоја поголема шанса или веруваш дека иако пишува фриленс дека имаат многу работа позади нив? Мислам дека се зависи од самиот човек. Да. Не би ги издвоил дали имат работено како фриленс или не. Повеќе е дали за тоа што аплицира има веќе некаква позадина и дали ќе ни одговара во таа компаниска структура која што ја имаме и сакаме да ја оформиме. Едно нешто што го приметувам е кога некој има фриленс искуство и бара работа, најчесто се случува да работата ја бара како нешто додатно и плюс пак да прави фриленс, што често знае да се разединиме со визијата која што ја имаме ние. А друго нешто што нашите клиенти сега го кажуваат е често преку фриленсери сакаат да ги пополнат некои од позициите во компанијата и да заштедат на трошици. Пак е прашање на цена, но фриленсерите не можат да се соживеат со визијата на компанијата за која што се аплицираат. Значи, ако долго време функционираат како фриленс и работат за одредена компанија, како парт-тајм или неколку часа, тоа на долг рок им представува проблем. Краткорочно можеби ќе завршат некои проекти, но кога самата компанија сака подолго време да ги ангажира и можеби и да ги соедини да работат заедно на некои си активности, најчесто не се
соживеани со визијата и не дават се од себе за да ги исполнат задачките. Или пак се ангажирани на повеќе проекти во исто време и овде е пак приоритизација, кому ќе дадат приоритет. Тоа е како една од, може да ви кажем, болките на нашите клиенти, кога се обидуваат да заштедат на инвестирање во нашата услуга, бидејќи за целиот SEO процес да го пополниш ти требаат 4-5 луѓе минимум. Да. Сега тие ќе се обидат или со еден кој што има кажано дека знае SEO, ствари нема како да си експерт во сите полиња, или двајца ќе пробат да пополнат. Така да нешто кое што еве на луѓето кои што се фриленсери и сакаат да работат во компанија full time, е подобро расчистите сами со себе дали сакате да бидете фриленсери или сакате да бидете дел од некоја компанија. Да. И двете се окей, нема ништо ниту лошо, ниту добро, но пак вие да бидете на чисто што сакате, за и од другата страна да знаат дали вие ќе дадете 100% за компанијата или се уште ќе, бидејќи ако работиш на 5 проекти, не можеш да си 100% на едно место. Да, го губиш фокусот. Тука доаѓаш со дедлайнс, од еден проект, од друг проект, ама од работа исто така те чека. Дефинитивно е комплициран процес. Кажи ми, ти, еве, како што кажав пред малце, дека фриленсерството се уште е нова тема тука кај нас. Ти почна со фриленсерство многу поодамна него денеска како што се отвори, нели, после ковидците, кога почна. Кажи ми, како беше тогаш да си фриленсер? Кои биле тогашните стереотипи? И денеска се уште ги има, посебно, како што викам, тетки стринки по слава ќе ти кажат, ти од дома работиш, тоа не е работа. Порано како било? Твоите почетоци, како дома твоите размислувале, кога си им кажал, ја си наоѓам клиенти? Па сега тоа што го спомна и тоа што на почетокот на подкастот го спомнавме, буквално исто како сега, само можеби неколку пати појако. Бидејќи не те сваќаат сериозно дека ти нешто правиш. Тогаш 2014 година, ако си дома и да работиш, беше незамисливо. Тоа пред 10 години од сега. Не имаше премногу луѓе кои што работеа фриленс и сега ти си дома и пример со било кој се разговара што конкретно работиш, прво не ни можеш добро да објасниш што правиш. Фриленсинг се уште беше термин што не беше ни познат во премногу во општеството. Така да мислам дека стереотипите се баш тие што и денес постојат, само во многу поголеми размери тогаш. Затоа сме тука да ги побиеме тие стереотипи. И дека и тоа на почетокот што се каже беше многу убаво. Иако си фриленсер и како што вика ти работиш од дома, тебе ти е лесно, напротив. Тука повеќе време одвојуваш него било која 9 to 5 job. Многу повеќе се фокусираш на работите, посебно ако имаш повеќе клиенти, ако одбереш исто време, па се до стресот која... Порано се трудев да го објаснувам тоа, ама потоа сватив дека нема шанси да го објасниш, бидејќи како фриленсер, значи мораш да имаш вештини со кои што ќе надминеш дека и си дома и работиш, и сам се организираш, и сам приоритизираш, и сам водиш финанси, и целиот тој процес не е баш едноставен. А од страна на секој му изгледа дека супер, тоа е дома, како и јас да го правам истото. И се случуваше многу луѓе кои што тоа го кажуваа, кога дојде време сега да треба за време на ковид да работат од дома, да сватат колку ствари од дома и не е баш едноставно да работиш. Но кога го гледаш од страна, изгледа лесно. Океј, ти си дома, супер, ти е топло, соба, си работиш, ама не е баш така, бидејќи продуктивноста, мислам дека не е иста. Губиш концентрација. Ако ти си имаш простор кај што си продуктивен и не ти е дома, е многу подобро, бидејќи знаеш дека таму си заради нешто друго. Дома си заради да бидеш дома. Кој ти било милено место да работиш? Од дома кажано, ама ремоут обично. Дали сега со Smart Click, дали тоа како фриленсер, број еден место како највеќе кај што си продуктивен? Јас и сега знам да направам како да не сум во канцеларија и да одам во некој кафич. Ама пак тоа ми е како да се
да си направя малко Мала промена. на секојдневните рутини кои што ги имам. Умилено место, па искрено не знам. Окей ми е канцеларијата што ја имам. Таму ми е зона на продуктивност. Значи Да. знам дека таму сум за нешто Да. што ми е работа, што ми е бизнис. Да, но баш интересно. Да се навратиме сега назад, многу назад. Мал Милан, што мислел ќе биде кога ќе порасне? Фудбалер. Фудбалер или гитарист? Ова ми е две Свириш гитара? малку. Баш интересно. Неколку песни. Дали некој си се гледал во предприемачкиот живот? Не, во мојата околина, во мојата фамилија, во потесната фамилија никој не е предприемач. Повеќето се учители, мајка ми, вујко ми, дедо ми, вујна ми и некако тоа беше како наметнато. Дури кога завршив факултет, јас одев на доквалификација за наставник во Штип. Полагав плюс 3 предмети за да бидам професор. Но никогаш не се гледав како во таа бранша. И друго нешто што пак е било наметнато е вработи се, Да. како и 99% од популацијата, така да и тој беше мој пат. Факултет, па вработување. И мислам дека околу првото работно место, некаде кон средина или крај, ми се разбуди баш таа желба за нешто, да креирам нешто мое. И веќе кога почнав фриланс, пак и тука беше еден момент, од кога престанав со работа, дали да барам друга работа или да пробам сам да видам што можем да направам. И тогаш имав исто пак обиди за аплицирање, па добив и некои прилики, но се решив, окей, сега стварно ќе пробам сам, па да видам што и како ќе биде. И за сега сум задоволен со тоа што. Интересно што спомна дека еве сега се учители, професори, бидејќи сега следно од твоја страна и ти да си ментор ствари на академија, на Скала академиите за дигитален маркетинг. Кажи ми, возбуден си за тоа еве, дека за тоа и си учел дел. Да, значи сега е малку поинаков пристапот. Ова сега што ќе видам ментор е нешто што го живеам секој ден и сакам да го споделам. Бидејќи веќе чувствувам одговорност дека можам нешто да дадам на луѓе кои што сега им треба тоа што јас сум го барал пред неколку години. Некој да има да ми го каже. Да. Конкретно и за предприемништво, кога сум барал луѓе за да ми дадат совети за бизнис, немало едноставно кој да ме насочи. Затоа можеби сум почнал со бизнис ментор и сум барал начини како да стигнам до некои одговори. А наметнатото да бидам професор не ми е предизвикувало предизвик, бидејќи тогаш сум бил на став што имам да пренесам, како ќе го кажам тоа, дали ќе дадам вредност. А сега е нешто што буквално секој ден го правиме, тоа што би го споделил на студентите. Сметаш дека денеска академиите повеќе вака се туркаат заедно со факултетите по стереотипичниот начин на учење со модерниот, новиот, ствари едногодишна академија до 2? Двете нешта се многу различни. Нема како да ги споредам. Тоа што е предност на академиите е дека мислам дека ни дават опција да правиме нешто што не исполнува и програмите се повеќе адаптирани на трендовите кои што се случуваат. Така да и академиите, например, една година работиш или учиш дигитален маркетинг, но пак е гребање по површина, бидејќи имаш многу во самиот курс имаш многу материјал за еден курс, конкретно за дигитален маркетинг или било што е да е. Сега потоа пак на студентите да изберат кон што сакат да се насочат, да се фокусираат. Јас сум фан на неформално образование многу, бидејќи факултетот ми е дал некоја теоретска основа за се. Но потоа се што имам правено е инвестиција во неформални обуки и за комуникација, и за продажба, и за маркетинг, за се што може. И вредноста што таму сум ја добил е многу поголема и практична од факултетската вредност. И пак треба да се размисли што точно ние сакаме да правиме.
Значи можеме да избереме било каков курс, да ни даде некаква основа, но потоа за специализација во нешто, да си избереме фокус и да видиме како Да. сега од тоа да одиме чекор напред па напред. Дефинитивно, посебно со ти како што специализација ви е веб девелопмент и SEO. Покрај тоа што имаме факултети за веб девелопмент, имаме Финки, имаме и Дентон, други факултети. Во државните факултети ги немаме новите начини на маркетинг. Сметам дека се застарени. Дефинитивно SEO не се учи на факултет или некои други вако и понови работи, затоа академиите се добар момент за да се надогради човек. Да, секако. Факултетот е добар за една основа. Пак ќе стекнеш контакти, социализација, И навика. навика, да. И секако дека има предност, но сегашните трендови, ако остане само на факултет, мислам дека ќе биде тешко да се вклопиш во било која компанија. Бидејќи секоја компанија сака луѓе кои што имат амбиција да научат нешто ново, да бидат дел од нешто што сега се крир. Каде се гледаш во иднина? Во иднина како бизнис консултант, дигитален бизнис консултант. Беше интересно. Искуството што сега го имам со самата компанија, со работа со многу консултанти, ме исполнува тоа да им помогнам и на други луѓе кои што се на некој сличен пат. Или конкретно сега на пример самата транзиција од фриленсер во претприемач, и јас знам што се поминав и кои беа тие мои болни точки кои што да имало кој да ми каже како поинаку, мислам дека многу побрзо би го изудил целиот пат. Или во самите почетоци на компанијата, тоа што го спомнав со распределба на улоги, одговорности меѓу партнери, како да си дефинираш твој идеален клиент, целна публика, бидејќи тие се основи кои што ако ги пропуштиш, после ќе ти биде тешко да го растеш бизнисот. А во првите години кај нас беа пропуст, бидејќи јас не знаев дека се тоа треба да го оформам како една основа за бизнисот, за да можем да добием јасност што уствари сакам да правиме. Да, би можел, што би направил поинаку прво во фриленцерскиот живот, а после во самата таа транзиција? Во фриленсерски живот не знам што поинаку, мислам дека беше окей. Имав прилично среќа брзо да стигнам до клиенти, потоа имав супер соработки со други компании, со други агенции и добро искуство. Во компанијата порано би платил ментор, уште од прв ден, и би се фокусирал на продажба и на маркетинг. Бидејќи ние исто така многу се фокусиравме на усовршување на продукт, на сервисот, како подобро да испорачаме, а во цело време размислувајќи како девелопер и како SEO ги запоставувавме кислорода на компанијата, што е продажба и маркетинг. Да. Така да ако некој би можел ако сега отворам поново, тие би биле две работи кои што од сам старт би ги дефинирал, а мислам дека потоа се друго пак ќе има предизвици, но ќе се решават. Дали сметаш дека вештачката интелигенција вас ви помага или па денеска како сите што викаат ви одмага и страв ви е работата да не ќе земеш? Знам дека дефинитивно е далеку, посебно за веб девелопмент делот, ама еве за SEO конкретно ако спориме. Не е далеку и за двете. Конкретно за веб девелопмент мислам дека со инпути во ChatGPT можеш цел сајт да генерираш, исто и за SEO. Пак како да кажем, верувам дека ако што и да се случи, можеме брзо да се адаптираме на нешто друго. Да. Дали ќе биде SEO или ќе биде веб девелопмент, можеби после 5 години ќе биде прашање на време што ќе биде наша специјалност ако тие две не постојат. Да. Така да не ми е страв од што и да се случи. А дали ни помага или ни одмага, во одредени сегменти ни помага. Го користиме секако нели колку што треба за да пак бидеме уникатни. Има ситуации каде што некои премногу се подпираат на вештачка интелигенција на ChatGPT, конкретно во SEO услугата и
генерираат квантитет на содржини, што подоцна им се одразува на резултати. Ние не го правиме на тој начин, правиме многу постратешки работи и користиме само таму каде што има потреба. Ама се излага секогаш по квалитетен. Да, тоа ни е како сакаме да имаме квалитет, а не квантитет. Така да, окей, го користиме и верувам дека можеби ќе ни помага и многу повеќе во иднина. Еве ти кој што каже, во таа транзиција ти требало некој да ти каже точно како да направиш, можеби ако некој ти дал совети, ти посочил, вака, ова треба, ова не треба, дека полесно ќе ти била таа транзиција, или кој што каже менторот што подоцна си го нашол. Кажи ми, како ти личеше тебе еден day-to-day life тој период и кои се тие совети што ќе ги дадеш на сите што гледаат и сакам, јас сакам можеби од фриленсерство да сменам да основам нешто свое. Day to day за како фриленсер или по-касно? Транзицијата кога правиш? Транзицијата. Па day to day повеќе ми беше на почетокот насочен кон пак самото учество во креирање на вебсайт, во оперативниот дел што е на бизнисот. И многу помалку во да размислувам како SmartLeak да го промовираш. За продажба, како да стигне до нови клиенти, како да изградам некој бренд, како да ги најдам најдобрите луѓе за тимот. Така да не знам како да го одговорам најдобро прашањето. Кој совет ти највеќе би сакал да го слушнеш кога си бил фриленсер? Поставување на приоритети. Можеби тоа е едно нешто што би го препорачал. Да. Значи, еве сега конкретно како се организирам сега, имам пред да почне неделата правам планирање. Кои ми се топ 3 приоритети за наредна недела. И си одредувам кој дел од денот јас сум најпродуктивен и кога ќе работам на тие приоритети. И приоритетите се најчесто стратешки работи. Како до некој клиент или ако имаме некој добар клиент, како да стигнеме до уште 5-10 слични на него. Значи ова се веќе прашања кои што самиот бизнис ќе го носат на народно ниво. Не е како да го подобрам сајтот или како да биде подобар кодот. И сега кога не би ги имал јас приоритетите порано дефинирано, денот би ми почнал тој да ме води мене наместо јас него. Така да тоа е едно нешто што мислам дека на секој би му било корисно ако знае што очекува од секој ден. Да. Што е главната задача што треба да заврши, што се некои други ситни. И второ нешто е помалку е повеќе. Подобро помалку работи да завршиме, ама да бидат квалитетно завршени, отколку да го натрупаме нашиот распоред со 100 работи и да брзаме да ги завршиме сите една по една. Бидејќи на крајот може ниту една да не завршиме квалитетно како што треба. Да. Тука дефинитивно може да се изгуби вредноста, а и од брзање ќе се заборави нешто, ќе се скокне утре, следниот ден ќе дојдеш на работа, леле ова не го направи вчера, а ми остана. Мислам многу е битен тој момент на приоритизација и да се направи убав баланс. Да. Ева како се ментор што ќе си на академијата, како некој што и свој тим си остварил, еве ти што сакаш и утре да си коуч, кажи ми кој се така како go to совети, вештини, нешто што највеќе ти лежат и највеќе како веруваш во нив? Па вештини, ако може нетворкинг да го издвојам, би го издвоил него како нешто што секој треба да вложува во својот круг. Од причина што ако си фриленсер и ако се обкружиш со вистински фриленсери кои што веќе нешто прават, ќе ги добиеш советите кои што ти требаат како фриленсер. Градење на заедница. Да. Ако си предприемач, ќе се обкружиш со предприемачи кои што имат слични предизвици, кои што ќе ти кажат како надминале некои работи. Значи ќе ги добиеш одговорите кои што можеби ги бараш на побрз начин. Јас тоа лично го правам со луѓето што се познавам и воопшто не ми е ниту срам, ниту пречка да кренам телефон и да кажам заглавени сме тука, дај ми
дај ми информација како ти го реши, како го надмина. Така да, ова е нешто што буквално на секој за секое поле го препорачувам. Да, Да, еве, нека е тоа, клучно. Истрајност, како дел од процесот. Бидејќи често ќе се соочуваме со предизвици, со грешки, со неуспешни проекти можеби, но ако се откажеме на прва препрека, нема да знаеме дали вториот ќе го направиме подобар. да. Така да најдобро е да дозволиме да сгрешиме, да пробаме втор пат, трет пат и да се усовршуваме. Со грешки се учи секогаш. Да. А многу ми се свија моментот на нетворкинг што кажа, бидејќи и градење на заедница ствари да се обкружиш со слични луѓе околу тебе, со истомисленици. А за сите што го гледате оваа епизода, последна среда од месецот имаме coworking и нетворкинг дружби во просториите на Стартап клуб Скопје. Тука цел ден се поминува до 5 часот работејќи заедно, после тоа се остануваме баш на тоа што кажа Милан на нетворкинг делот, кај што имам интересни забави, запознавања, пијачки во среќа бар и препорачувам на било кој што сака да прво да го смени кругот од кај што работи и да запознае нови луѓе или како што кажав истомисленици. Секоја последна среда вратите на нас не се отворени. И друго што сакав да додадам е како фриленцер денес како би почнал, иако не си долго време веќе во фриленцерските води, дали би постапил на ист начин како што постапи порано? Па мислам дека да. Искрено задоволен сум како и почнав и како ги стекнав и клиенти Да. и проекти, така да сигурно постои подобро, но за мене тоа функционираше. Единствено нешто што би направил разлика е можеби разграничување на работа со приватен живот порано. Да. Така да си Дефинитивно. посветам повеќе време и на себе, уште тогаш. Тогаш цело време мислиш дека ако сега ќе завршим уште еден клиент, па се ќе биде подобро, па порано ќе качиш цена. Да. Или едно нешто што можеби порано би го направил е поставување на цена, кое што верувам дека вредам за неа уште од сам старт и без калкулација дали некој ќе прифати по таа цена или не. Што би им препорачал на сите што сакаат денеска да започнат фриленс? Мислам дека упорност на почетокот бара да аплицираш на повеќе работи, да бидеш уникатен, да се издвоиш од другите. Да не одиме на аплицирај на повеќе работи, но не само како бројка, туку пак избирај на кои се тие и посвети се да се издвоиш од другите со нешто што ќе го понудиш однапред пред да очекуваш дека некој ќе те ангажира на тој проект. Дали сметаш дека попаметно да се аплицира на повеќе работни позиции кои се слични едни на други, или па да се аплицира на помалце, на 2-3, кои делат иста мисија, визија, истите вредности самиот човек колку што верува? Да, значи како што спомна претходно дека најчесто луѓето аплицираат на сличен начин на повеќето работи. Да. Така да подобро посвети повеќе време на една, разгледај ја што точно бараат и дали е нешто што и тебе лично ќе те носи напред. Дали ќе имаш доволен предизвик на тој проект. Ако таа е таа работа, најди тоа што можеш да му го дадеш однапред и аплицирај на неа, без разлика колку време ќе ти фати. Бидејќи како фриленсери калкулираме со времето. Ако јас сега аплицирам на една работа и потрошам 1 саат, ако го сработам тој саат на клиент кој што веќе го имам, ќе ми донесе плюс сатнина. Да. И така калкулираме и така ги губиме новите можности. Да. Значи подобро застани, размисли што сака клиентот, дали јасно му е опишено барањето, што можем јас да му дадам, подготви уникатен пристап и тогаш аплицирај. Во моменти кога немав работа, ова аплицирањето си го сваќав баш како full-time job. И во истите тие сати јас пак одев во канцеларијата да барам, да аплицирам за работа. Значи, ако
тој циклус застане, кога тогаш пак ќе снемаш работа. Да. И сега пак е трката дали да аплицирам, дали да сработам, дали да аплицирам, дали да сработам. Мислам дека може би е добро и да си одвоиш час во денот, каде што буквално ќе бараш можности, нови можности. Дали ќе аплицираш или не е важно, ама најди разгледи и нешто. Да. Следниот ден пак исто и така ќе ти се појават приликите кои што кога тогаш ќе бидат и баш тие вистински за и ти како фриленсер да преминеш на некое следно ниво. Мислам дека најдобро е кажан последниот совет. Фала највеќе, мислам дека тука може да завршиме денеска. Фала највеќе што ми беше гостин денес. Огромно задоволство ми е што имавме овој разговор. Благодарам. Фала ви на вас за поканата и ми беше мило што можев да споделам како течеше моето искуство како фриленсер. Така да и на секој ако му треба некаква помош или се соочува со предизвици, слободно може да ми пристапи, да ме контактира. Многу Со задоволство ви помогнам. Многу убаво вака кога фриленс заедницата расте. Сите сме тука секогаш за да помогнеме едни на други и мислам тоа е најбитното нешто. Да, супер и тоа што креирате заедница, порано ја немаше, така да како фриленсери искористете ја заедницата и помагајте си еден со друг да созревате и учите заедно. Тоа е нешто што побрзо ќе ве однесе до целта која што ја имате. Јас ја немав таа прилика за жал. Дефинитивно. Затоа сме тука, затоа и овој подкаст, затоа се и сите фриленсерски настани, фриленсерски дружби, што ги правиме во склоп на Стартап клуб Скопје, а покрај фриленсерството, фриленсерските настани, coworking и networking што ви го спомнав, исто така имаме мрежа на волонтери, Стартап Волонтер Нетворк и било кој што би сакал да се зачлени како волонтер во Стартап клуб Скопје, слободно може да го направи тоа на нашата веб страна. И се гледаме во следната епизода. Вие запратете го о нашиот YouTube канал, следете на социјалните мрежи и кликнете го копчето за да ви стига нотификација кога ќе излезе следната епизода. Пријатно!